Мислам дека на политичарите воопшто не им е гајле за нас. Не се осеќам згрижено од нашите политичари, ни локално, ни на државно ниво. Па, мислам дека веројатно има некои работи што ги остварат, ама генерално ги преувеличуваат за да добијат повеќе гласови. Тие за повеќето работи од државата не се грижат, не па за студентите што останало. И сум крајно разочарана. Мислам дека студентскиот живот тука е многу на некој начин и мизерен. При 10 години се случува повторување на истите нешта, само некои скандали, корупција, неправичност, недоволен развој на економијата. Постои некако чувство дека иако ние би се ангажирале како млади, ништо нема да се случи, поради тоа што за жал тие што донесуваат одлуки, политичарите не само ниту ги слушаат потребите на студентите и младите, и ниту ги донесуваат одлуките што се на наш интерес. Затоа ги повикавме сите политички партии да го потпишат, така што без разлика кој би бил утре на власт, дека ќе се придржува до овој манифест. Знаеме дека поради тоа што имаме избори, све ќе се користи за нивен пиар, да се покаже дека еве ги слушаат и студентите, исто така и младите, поради тоа што за жал менталитетот на политичарите е што нас не гледаат како гласачко тело, како гласови, а не како една група што имаме конкретни потреби. Доколку не се остварат нашите цели, тоа би значило дека одат против самите студенти. Ако сакате да ги мотивирате младите да бидат активни, ако сакате да ви дадат поддршка, треба и да ги ставите на самите листи, да им дадете да креираат и политики, и да ја креираат државата во свој дел, и со самото тоа да очекуваат и да гласат, но и понатаму да бидат активни чинители. За жал, како и за се друго, кај нас политичката кампања е само борба за гласови, ловење на политички поени, а потоа дали нешто ќе се реализира, најчесто останува познак прашање.